За решавање на статусот на повеќе семејства од ромска националност, кои со години живеат во субстандардни услови во просторот и зградата од старата воена касарна во центарот на градот, општината пред 2 години организираше донаторска конференција на која повеќе дипломатски представници и организации беа запознати со условите во кои живеат овие ромски семејства. Градоначалникот Ратко Димитровски и општината Кочани со сите своји напори и авторитет во Кочани ја организира оваа донаторска конференција со единствена цел да им се помогне на ромските семејства за нивно згрижување и нормален живот. На денешната пресконференција градоначалникот Димитровски на новинарско прашање за состојбата со старата касарна и жителите во неа ни изјави: Општината направи еден проект за сместување на тие 40 на фамилии, да заеднички општината и донатори заедно и со тие фамилии обезбедиме простор за формирање на своји живеалишта, на своји станови, своји куќи, и општината се обврза дека ќе обезбеди, и веќе се обезбедени урбанистички услови. Општината се обврза дека ќе реши инфраструктурата во делот на патот, водоводот, канализацијата, а она другото да го обезбедиме со донатори, било од владата, било од надворешни донатори. За жал, донаторската конференција имаше ветување, меѓутоа за жал средствата не беа обезбедени и не можевме да отпочнеме со тој проект. Ние не се откажуваме, тој проект ќе го тераме и понатаму и очекуваме дека заеднички со невладините организации од Кочани и од пошироко ќе пробаме да ги обезбедиме тие средства. Општината постојано го има овој, не се работи само за луѓето кои што живеат во старата касарна, туку се работи за сите оние приматели на социјална помош. Општината ги покрива трошоците за до минимални до 5 кубни метри вода и другите останати трошоци кои што се во надлежност на општината, и таа мерка продолжува и понатаму. Според Димитровски, општината прави напори и овој проблем да се реши во догледно време, на општо задоволство на семејствата од ромската заедница кои живеат во субстандардни услови.